Сте зелели некогаш кредит од банка за да изградите, на пример, куќа, ама никако да почнете да ја градите, а при тоа за позајмените пари си плаќате камата. Ова го прави државата. Од вкупно одобрени 3 милиарди и 100 милиони евра кредити за реализирање на проекти преку 12 институции, заклучно со првиот квартал годинава не се повлечени повеќе од половина, односно дури милиарда 750 милиони евра, главно поради застој и забавена динамика на спроведување на проектите. При тоа, само за неповлечениот дел од овие кредити, државата досега платила камати и провизии од дури 26 милиони евра, што е недомакинско однесување со народните пари. Најголем дел од неповлечените кредити и грантови за кои државата секако плаќа провизии се за капитални инвестиции, така што граѓаните се оштетени два пати. Прво преку трошоци од народните пари за неискористени кредити и друго не добивајќи ја потребната инфраструктура, улици, патишта, училишта и болници. Според одделни институции, апсолутен рекордер по неискористени а одобрени кредити е јавното претпријатие за државни патишта, но тука се вбројуваат и Министерството за образование, за транспорт и врски и Министерството за труд и социјална политика. Државниот завод за ревизија кој го нотира овој проблем укажува на потреба од забрзување на динамиката за реализација на отпочнатите проекти, што ќе има значајно влијание врз развојот на државата, подобрување на квалитетот на животот на граѓаните, како и рационално користење на парите од државниот буџет. Дали платите на функционерите во нашата држава се поинтересни од ова што во суштина имаме одлив на огромни средства во меѓународните кредитни институции, каде што имаме забавено темпо на капиталните инвестиции и каде имаме сериозни проблеми во единиците за спроведување на проектните активности. Во интервјуто, ревизорот Ацевски открива дека по наодите биле задолжени повеќе институции, вклучително и кабинетот на премиерот, за решавање на овој проблем. Но наспроти владиниот наратив дека капиталните инвестиции се реализираат на рекордно високо ниво дури и за време на енергетска криза, едно најново истражување на Центарот за граѓански комуникации сепак покажа дека зад овој навидом позитивен тренд всушност се кријат расходи кои по својата природа се тековни, но се прокнижени како да се капитални. Фактот дека енергетската криза и финансиската криза секако во 2022 година неповолно се одразиле врз капиталните инвестиции кои требале да придонесат кон подобар квалитет на живот на граѓаните, е всушност прикрија со несоодветното прикажување на дел од буџетските расходи. Станува збор за расходите кои биле направени како резултат на поддршката на АД Електрани во текот на 2022 година, кои биле прикажани всушност како да се капитални инвестиции, а во најголем дел станувало збор за расходи кои биле насочени кон набавка на мазот во текот на таа година. Понатаму во капиталните расходи секако несоодветно се вклучени исто така и враќањето на долговите на АД државни патишта и на Македонски железници транспорт, затоа што овие државни претпријатија ги немале парите за да ги вратат кредитните рати за кои всушност како гарант се јавува државата, по тука тие пари ги платило Министерството за финансии. Станува збор вкупно за 131 милион евра, секако голем износ и голема вредност на расходи кои наместо да се прикажат соодветно во буџетот за 2022 година, всушност во завршната сметка тие се евидентирани како капитални расходи и во јавноста се создаде илузија всушност дека енергетската криза не влијаела врз капиталните расходи и дека капиталните расходи во 2022 година оствариле рекорд. Факич вели дека трендот на сметководствено евидентирање на исплатите кон АДСМ како капитални расходи продолжува и годинава. По оттука и препорака до властите да ги издвојат овие трошоци од оваа ставка за таа да се исчисти од расходи кои во суштина не припаѓаат во оваа група, односно го замаглуваат квалитетот и го зголемуваат квантитетот на сметката. Она што според меѓународните сметководствени стандарди се смета за капитални инвестиции се градежните објекти во кои спаѓа изградбата на секаква јавна инфраструктура. Кај овие инвестиции, истражувањето евидентира слаб раст последните 5 години, додека тековните трошења забрзано растат. Истражувајќи ги последиците од енергетската криза, наодите на Центарот за граѓански комуникации откриваат дека токму преку капиталните проекти, граѓаните платиле висока цена, односно не ја добиле ветената инфраструктура. Според наодите, жртвувани биле капитални проекти во вредност од најмалку 220 милиони евра.
Истражувањето покажува дека голем дел од предвидените капитални инвестиции не биле реализирани и на централно и на локално ниво. Кога станува збор за централно ниво, секако станува збор за изградба на нови здравствени објекти, понатаму реновирање на постојните објекти, како што е нови кровови, нови операциони сали и така натаму. Потоа имаме евидентирано значајни проекти во областа на социјалната заштита, како што се изградба на нов дом за стари лица, понатаму изградба на неколку детски градинки, изградба на објект за лица со посебни потреби и слично, и тоа секако станува збор за милионски проекти кои на крајот требале да придонесат кон подобрување на здравствената и социјалната заштита на жителите на оваа држава. Што се однесува пак на локално ниво, станува збор за проекти кои биле главно насочени кон изградба на улици и патишта, и сега вредносно да кажеме дека капиталните инвестиции кои требало а не се реализирале на централно ниво ги проценуваме на околу 170 милиони евра, а на локално ниво станува збор за околу 50 милиони евра. Што се однесува до директните трошоци за енергија, истражувањето открива дека за таа цел се потрошиле 4 пати повеќе народни пари отколку на пример за градежни објекти. Според нашите пресметки, кризата во 2022 година не чинела најмалку 300 милиони евра. Во овие 300 милиони евра се субвенционирањето на АД електрани во вредност околу 230 милиони евра и остатокот се однесува на плаќање на зголемените сметки за електрична и топлинска енергија на државните институции на централно ниво. Дополнително да кажам дека поддршката на АД електрани се случувала и пред буџетот во 2022 година, односно во последниот квартал од 2021, кога се започнува енергетската криза, значи пари над 80 милиони евра биле дадени веќе на АД електрани, а овој процес на поддршка продолжува и во 2023 година, што значи дека, да кажам, трошоците на енергетската криза би можеле да ги сведеме веќе на износ околу 400 милиони евра. Имајќи ги предвид на одите од истражувањето, Центарот за граѓански комуникации има неколку препораки до властите во насока на подобрување на транспарентноста, но и начинот на трошење на народните пари. За да се даде еден објективен приказ на состојбите и што е тоа што навистина од буџетот се инвестира во интерес на граѓаните, потребно е да се направи едно своевидно чистење, условно кажано, нели, и до прецизирање на расходите кои можат да влезат во капитални расходи. И секако овде не само она што рековме неправилното книжење на дел од расходите, туку потребно и да се направи едно длабинско ревидирање општо на тие буџетски ставки во насока на тоа дали набавката на сите возила е оправдано да влезе во капитални расходи, кога, да кажам, други наши истражувања покажуваат дека најголем дел од расходите за набавка на возила се однесуваат на патнички возила. Ништо капитално нема во патничките возила. Може да го сметаме за капитална инвестиција ако се набавуваат сервисните возила кои треба да придонесат кон подобрување на квалитетот на живот на граѓаните, да кажам, дали станува збор за здравствена заштита или противпожарна заштита и така натаму. Понатаму, кога велиме опрема, треба прецизно исто да се утврди кој вид на опрема може да влезе во капиталните расходи, а што е она што е тековно за и го трошат самите институции за своето тековно работење и треба да се исклучи од оваа категорија. Целта на ваквото, да кажам, реално прикажување на капиталните расходи треба на нас граѓаните да ни овозможи да имаме поголем увид и да видиме навистина колку е тоа што се троши на ниво на државата е во наш интерес како граѓани, за да на тој начин да го зголемуваме притисокот врз власта, да ги намали на можностите за нерационално, неефикасно, па дури и коруптивно трошење на јавните пари. Потребата од еден ваков пристап е наметната не само заради тоа што државата од година во година троши се повеќе, не само заради тоа што државата од година во година е се позадолжена, туку гледаме дека веќе почнува да расте притисокот и потребата и од зголемување на даночните зафаќања. Во услови кога имаме навистина толку голем процент на сиромашни граѓани, кога веќе животниот стандард и онака на граѓаните на нашата земја е сериозно загрозен, на тамошните даночни оптоварувања може да влијаат сериозно, да кажам, загрижувачки за нашата иднина.